Почитувани граѓани и почитувани медиуми. Ковачевски денес потврди дека со предизборните вработувања единствена цел му е подкуп на гласачи за избори. 7 години СДС и ДУИ се власт. 7 години лекарите, специјализантите, медицинскиот персонал се борат за своите права, за вработување или за подобри услови. 7 години тие се игнорирани. А сега, кога власта на СДС и ДУИ е пред заминување, на 4 месеци пред избори, покажуваат лажна загриженост. Намерата на Ковачевски не е искрена и е подценување на медицинските лица. Наместо полурешенија, ВМРО-ДПМН по промената на власта ќе превземе чекори за целосно решавање на проблемите во здравството, како од кадровска природа со вработување и поголеми плати за медицинските лица, така и инфраструктурно. Денешниот чекор на Ковачевски за вработување на 1117 лица не е единствен. Имено, ништо не ги запира СДС и ДУИ во намерата да вршат предизборен подкуп со нови вработувања на само неколку месеци пред избори. Само вчера објавени се нови огласи на кои се отвараат работни места за 37 лица во само 3 институции. Министерството за информатичко општество и администрација 30 на лица. Јавното предпријатие за државни патишта ќе вработува 6 лица и 1 лице во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. И да не го заборавиме, тајниот оглас на МВР распишан за унапредување на партиски подобни кадри на Спасовски. Почитувани, заклучно со денес, 28.12, а сметано од последните 30 дена, СДС и ДУИ објавија нови над 2200 работни места. Или поконкретно, само 500 во ЕСМ, останатите 600 во различни институции на државата и сега најава за 1117 во здравството. Со ова СДС и ДУИ планираат да ги компрометираат граѓаните и да ги манипулираат со цел глас повеќе на избори. И сето тоа го прават со државни средства, со пари од државниот буџет кој го полнат сите граѓани. За да успее предизборната корупција на СДС, сите плаќаме нови задолжувања кои ќе треба да ги враќаме во наредните декади. Сите овие лица се наоѓаат на списоците на СДС и ДУИ, точно обележани и избројани, како идни гласачи на изборите. Притисоците и подкупот е нивниот начин на владење. Но СДС и ДУИ треба да се свесни дека сите овие огласи потребно е да бидат предмет на ревизија и секое прекршување и партиско вработување треба да биде најстрого санкционирано. Во Македонија е крајно време да почне да се почитуваат законот и уставот. На јавната администрација треба да престане да се гледа како алатка за партиски активисти. Наместо тоа, државата и граѓаните имаат потреба од ефикасна, стручна јавна администрација која ќе биде вистински сервис на граѓаните. Мора да биде составена од најкомпетентните кадри, а не по партиска приоритетна листа на СДС и ДУИ. Ваквите огласи се една од најглавните причини зошто јавната администрација е на критика на Европската Унија и сите меѓународни извештаи. Македонија мора да заврши со лошите практики на владење, затоа што никогаш не било полошо. Важно е да ги поразиме. Ви благодарам.